Почитувани жители на општина Карбинци, драги пријатели овде во Таринци, добар ден. Дозволете најпрво да се заблагодарам буквално на сите структури, почнувајќи од основачите и ветераните, до Унијата на ЖЕДИ и УМАСа, до Општинскиот комитет, председателот на Општинскиот изборен штаб и сите активисти кои што рамо до рамо сите заеднички се боревме да дојдеме до овде кај што сме. А каде дојдовме, драги пријатели? Дојдовме во последниот ден од кампањата, на прагот на една од најголемите и најобедливите победи која што ни предстои на 15 јули. 3 години, драги пријатели, 3 години живееме во криминал, корупција, лаги, манипулации. 3 години буквално ги гледаме како го шират целото она зло и неправди ни целата држава. Буквално и да немаше ден од кампањата, па и пред тоа да не излезат и да не излажат за нешто. Не ги оправдувам, но морам да бидам искрен како секогаш, до некаде и ги разбирам. Ги разбирам бидејќи се во една ситуација на очај, губитничка ситуација и се свесни за тоа, свесни се дека паѓаат и дека ќе изгубат катастрофално. Во оваа кампања ќе ве потсетам само на неколку работи како директно ги гледавме дека лажат. Најпрво ја видовме Шеќеринска, како пред една година уште излегува на 23 октомври 2019 и кажува дека никогаш не била во домот на Бојан Јовановски, малте не дека речи си го познава од телевизија. Да видиме пред некој ден како во неговата дневна соба, во домот на Боки 13, седат заедно и разговараат. И да биде целата ситуација трагикомична, изјавува, се обидува да се правда, дека зборувале за законот за јавно обвинителство. Понатаму го слушнавме овој градоначалникот од вашата соседна општина, од Штип, како јавно признава на една емисија на националните телевизии дека воопшто не станувало збор за промашување на трасата на автопатот Кичев-Охрид. Дека се било во ред. Ама при тоа заборави да ги испомне оние 150 милиони евра кои што дополнително ги потрошија под изговор дека претходнава влада која го планирала автопатот утнала нешто. И да не го заборавиме оној момент, она изјава на Зоран Заев при оној дуел со идниот премиер, како се правда дека воопшто не ги познавал оние луѓе кои ги споменува оние 2, 4, 6, 8 милиони евра, за денеска да го слушнеме како лично кај него треба да завршат тие 6 милиони евра. Е па, драги пријатели, на 15 јули ќе ги победиме, а од 16 јули веќе ќе одговараат за сите криминали кои што ги сторија. Би сакала избор 2 за мојот против кандидат, Љупчо Николовски. Покрај тоа што бега, се крие, не ќе да излезе да се соочиме, само ќе потсетам дека човекот е губитник. И не го кажувам ова само затоа што сме во политичка кампања. Кога беше председател на нивната општинска организација во Крива Паланка, изгуби избори. Во 2016-та, како носител исто така во изборната единица 3, повторно беше поразен, а овој пат ќе го поразиме со најголема разлика до сега. И не само што ќе го пратиме во политичка пензија на 36-7 години, туку ќе му порачаме овде од Таринци дека на Република Македонија не и се потребни губитници. На Република Македонија и се потребни лидери кои знаат како повеќе за секого. Велат дека можеле. Можеа да не крадат, можеа да не лажат буквално во секоја изјава и јавен настап.
Можеа милионските суми на пари кои што ги видовме во Луи Витон чантите да ги поделат меѓу вас, меѓу народот. Можеа да не бараат да се палат автомобили на сите политички неистомисленици, да не се врши тортура. Може и да не бараат по 1 евро за бати и тате. Може и многу да направат, ама не направија ништо. И нема повеќе да губам време да зборувам за нив, тие завршено е со нив. Уште 2 дена. Она што сакам да го кажам е, она што го нудиме, она што се наоѓа во оние 360 страници и јадниците проекти во проектот обнова. 25% изголемени плати, 20% изголемени пензии, гасификација. Она што е многу битно за овој регион овде, во општината Карбинци, за вас, старинчани, да го завршиме конечно автопатското решение Штип-Кочани, Штип-Радовиш. Максимално посветено ќе работиме и ќе вложуваме во целокупната патна инфраструктура. Но и она што е овде најбитно, земјоделието. Да го направиме земјоделецот горд и достоинствен, онака како што заслужува. Не само преку оние 160 милиони евра кои што ги определивме за директна помош и субвенции, току и нивна навремена исплата, гарантиран откуп и секако може би еден од најгорливите проблеми во овој целиот регион. Конечно, да се средат, да се санираат, да се изградат нови системи за наводнување. И за тоа, драги пријатели, во новата програма, во проектот обнова, се издвоени 80 милиони евра. И тоа за нас е завет, бидејќи нашиот збор на вистина вреди. Нашиот збор не е како овие нови од криминално-рекетарската банда, предводени од оној аболициран рекетар. Она што го ветуваме, она ќе го направиме. Ова е битка на нашата генерација. Ние не ветуваме брда и долини, ние не ветуваме мед и млеко, ние не ги ветуваме Google и Facebook. Ние ветуваме труд, работа, макотрпна работа, секојдневна. Онака како што ја пишувавме програмата, соедно со сите вас при оние разговори за обнова на Македонија, така заеднички ќе ги решаваме сите проблеми. Затоа што знаеме како, затоа што имаме кадри кои тоа ќе го направат. За крај, сакам да упатам еден повик до сите вас, но и до сите обезхрабрени, до сите земјоделци, до сите наставници и професори, до лекарите и медицинскиот персонал. Буквално до секој еден, до трудолюбивиот вреден македонски народ. Заеднички да се исправиме. Да исправиме кичмата, да подигнеме главата, да си го вратиме македонското национално достоинство. Доста беше да бидеме граѓани од втор ред во сопствената држава. Затоа, на 15 јули, рано од Сабајле, референдумски сите заедно сплотени, да излеземе и да гласаме за број 14. За 14 пратеника во изборната единица 3. Да сте здрави и живи, да ни е вечна Македонија.